тука во глава 21 има еден стих кој што еве сега ќе ви го прочитам. Ако не знаете зашто станува збор, ќе предпоставите дека предпоставам дека ќе предпоставите дека овој стих е опис на однесување на мало разгалено дете. Од 21 глава покрај другото ги пишува овие зборови. Тој легна на својата постела, го покри лицето свое и не јадеше леп. Не ви кажам сега, ќе ви кажам после. Значи овој стих, кога ќе го видите, кречете, имаме некоја личност која што легнува, се покрива со ќебето и не јаде. И некој пат децата знаат да се однесуваат така, нели? Ќе побараат нешто, нема да им го дадете, за нивно добро нема да им го дадете или нема да им го дозволите, и како знак на револт ќе отиде, јас сум го правил тоа како дете. Ќе одиш во соба, ќе се тане и ти веќе штрајкуваш со глад. Готово. Крајот на светот е затоа што не ти дале нешто или не те пуштиле некаде да отидеш. Ама овие зборови, патем казано стих 4, не се опис на мало дете, туку се опис на возрастен човек, не на било кој возрастен човек, на царот на Израел во времето на пророкот Илија. Станува збор за однесување кое што е за однесувањето на Ахав, откако не му беше дадено тоа што го посака во моментот. И всушност Ахав ја посака нивата на својот комшија. Како цар во тоа време, он мислеше дека може да добие се што сака. Отиде кај комшијата, му рече: комшо, да нивата да се спогодиме, јас и ти за ова парче земја. Комшијата не му даде нивата и царот Ахав одлучи да штрајкува со глад. И се разбира, ваквиот пристап, незрел пристап на решавање на проблеми, воопшто не му помогна во таа ситуација во која што се најде. Ама денеска сакам да размислуваме токму за првиот дел од овој настан, кај што Ахав иде кај својот комшија, му ја бара нивата и не му ја дава, и што се случи понатаму. Всушност, 10-та Божја заповед вели: не посакувај туѓо. И покрај другото мислам дека пишува: не посакувај ниту нивата на твојот сосед. И во овој настан што ќе го читаме денес, токму таа заповед се прекршува. Мислам дека барем така јас некој пат сум гледал така, дека оваа 10-та Божја заповед ми изгледа најнеопасна за прекршување. Така, едно е не посакувај туѓо, друго е не убивај, или не кради, или не сведочи лажно. Ама интересното во однос на прекршувањето на оваа 10-та Божја заповед, не посакувај туѓо, е дека речи си секогаш, ако се водиме според неа, нели, фактот дека секој еден од нас кога тогаш ќе посака нешто што другиот го има. Секој еден од нас ќе дојде во ситуација кај што ќе рече: тревата на комшијата е позелена од мојата. Тоа што го има тој, како би сакал јас да го имам. Такви мисли ќе се јават, такви желби ќе се јават. Прашањето е што правиме со нив. Дали се водиме според нив, или едноставно доаѓаме кај Бог и велиме: Господе, тоа со кое што ти си ме благословил ми е доволно во животот. Да, убаво е човек да се труди за да има повеќе, за да може па и да дава повеќе, така, ама во моментот, Господе, тоа кое што ти си ми го дал, ова е мојата патека, ова е патеката која што ти си ја трасила пред мојот живот. Таа е патеката на мојот ближен. Каква е? Тоа е негова работа, тоа е помеѓу тебе и помеѓу мојот ближен. Ама тоа што јас го имам, фала ти Господе, и јас сакам да го ценам тоа. Ако случајно, кога ќе се јават такви желби, такви мисли во нашето срце, колку би сакал да го имам тоа, или колку би сакал да го имам тоа што другиот го има, можеме или таа желба, таа мисла да предадеме пред Бог и да речеме: Господе, научи ме да бидам задоволен со тоа што го имам, да се трудам да направам повеќе, ама не само за да бидам како ближниот, туку затоа што ти си ми дал капацитет, ти си ми дал талент, ти си ми дал можности да направам повеќе, можеби да имам повеќе, за да можам да благословам други со повеќе. Ама ако се водиме од таа желба, јас го сакам тоа што другиот го има, некој пат може да има домино ефект. Знаете, буташ само една коцкичка и таа бута многу други понатаму, и токму тоа се случува во овој настан. Ајде да ги читаме стиховите. Значи, Прво Цареви 21 глава од 1 до 16 стих. Значи таму го пишува следново. Значи Прво Цареви 21 од 1 до 16. По тие настани еве што се случи. Израелецот Навотеј имаше во Израел лозје до дворецот на самаријанскиот цар Ахав.
Ахав му рече на Навотеј велејки: "Дај ми го лозито свое, тоа ќе ми биде овоштарник, бидејќи е близу до мојот дом. А место него ќе ти дадам пубаво лозио тоа, или ако сакаш, ќе ти дадам сребро колку што чини тоа." Но Навотеј му одговори на Ахав: "Да не даде Господ да ти го дадам наследството од предците своји." Ахав се врати во домот свој вознемирен и огорчен од зборовите што му ги беше кажал израелецот Навотеј, велејки: "Нема да ти го дадам наследството од предците своји." Тој легна на својата постела, еве го стихот што го читавме, го покри лицето и не јадеше леп. Кај него влезе жена му Језавела и му рече: "Зошто си збркан со духот, па и леп не јадеш?" Тој одговори: "Кога му спомнав на израелецот Навотеј и му реков: дај ми го лозјето за сребро, или ако сакаш да ти дадам друго лозје место него, тој ми одговори: не ти го давам лозјето свое, наследството од предците мои." Тога жена му Језавела му рече: "Нели ти си сега цар во Израел? Стани и јади леп и биди спокојни, и јас ќе го земам лозјето од израелецот Навотеј." И таа напиша писма од името на Ахав, ги запечати со неговиот печат и ги испрати до старешините и големците што живееа со Навотеј во градот негов. Во писмата таа пишуваше вака: "Објавете пост и поставете го Навотеј пред народот. Испроти него ставете двајца лоши луѓе што ќе сведочат против него и да кажат: ти хулеше на Бога и на царот. И потоа изведете го и убите го со камења та да умре." Тогаш мажите на неговиот град, старешините и големците што живееа во градот негов, направија како што им заповеда Језавела, така како што беше напишано во писмата што ги беше испратила до нив. Објавија пост и го поставија Навотеј пред народот, па излегоа двајца лоши луѓе, седнаа спроти него и сведочија против него пред народот и велеа: "Навотеј хули на Бога и на царот." Па го изведоа надвор од градот, го убија со камења и тој умре. Испратија да и кажат на Језавела: "Навотеј е убиен со камења и умре." Кога слушна дека Навотеј е убиен со камења и умрел, Језавела му рече на Ахав: "Стани и завладеј со лозјето на израелецот Навотеј, кој не сакаше да ти го даде за сребро, бидејќи Навотеј го нема меѓу живите. Тој умрел." Тој умрел како да се случило случајно. Тој умрел. А она стои за тоа. Кога слушна дека израелецот Навотеј бил убиен, Ахав стана и отиде во лозјето на израелецот Навотеј да го запоседне. До тука ќе читаме денеска, следниот пат ќе размислуваме за останатите стихови од глава 21. И глава 21 започнува со зборовите "по тие настани". И ова "по тие настани" се однесува на текстот кој што го прескокнавме. Минатиот пат завршивме со глава 19, сега продолжуваме со глава 21. Причината зошто го прескокнавме овој текст е бидејќи водиме серија за животот на пророкот Илија, а Илија не се спомнува во глава 20. Ама чисто за да го имате контекстот предвид, мислам дека ќе биде добро само барем да ви раскажам, а дома може да се читате, да ви раскажам што всушност се случува во глава 20. Значи во глава 20 имаме еден цар, кој што арамејскиот цар Венадат, кој што доаѓа во Самарија и ја опколува Самарија и му вели на Ахав: "Се што имаш, од жени, од деца, од злато, се што имаш е мое." Со други зборови, барам да се претадиш целосно. Ахав првично вика: "Во ред, твое нема проблем", а после некој време се пишмани, одлучува некој да му покаже заби на Венадат и вика: "Не може, така не бива работата." И Венадат, изнервирано тој однос на Ахав, ја собира војската и сака да го порази градот кај што се наоѓа Ахав и сака да ги порази израелците. И во тие моменти Бог му праќа пророк на Ахав и му вели: "Јас ќе ти дадам победа." Станува збор за цар кој што беше еден од најлошите цареви. И покрај сето зло што го направи, Бог му вели: "Јас ќе ти дадам победа." Не бидејќи ја заслужи Ахав со неговото однесување, туку Бог сакаше да му покаже милост. Му се откри повторно, му даде шанса за промена. И израелците извојуваат победа против непријателот и во меѓувреме непријателот се повлекува и седат непријателите дома и се викаат: "Зошто изгубивме војнава?" Прашањето. И доаѓа до заклучок дека оној Бог на кој што се надеваат израелците, тој е Богот на планините. Ако се сретнеме со нив на долина,
наши се. Знаејќи ги тие мисли во нивото срце, Бог му вели на Ахав, една година подоцна непријателот се враќа. Му вели на Ахав, бидејќи мисла дека јас сум само главен на планините и дека само таму владеа, а не на долините, повторно ќе ти дадам победа, ама завршува со многу важна реченица, вели, за да знаете дека јас сум Господ. Со други зборови, Бог им вика на израелците, ќе ви ја дадам победата, не затоа што заслуживте, туку за повторно да ви се открием и да знаете дека јас сум Господ. И Бог им дава повтор пат победа, ама поентата на оваа победа беше следнава. Кога Бог ги предаде непријателите во рацете на израелците, израелците требаше скроз да расчистат со нив, скроз да ги погубат. Со други зборови, нема покажување милост. Зошто? Бидејќи ако му покажеш милост на непријателот, следна година погоди што? Пак ќе ти се врати. Бог им ги дава, им ги предава на израелците нивните непријатели во нивните раце и Јахав требаше да го убие царот. Наместо да го убие царот во глава 20, Ахав одеднаш одлучува да го поштеди, не само што да го поштеди, туку и да му даде неколку градови да си ги владее за него. И тука доаѓа Бог, доаѓа пророк, кој што во името на Бог му вели на Ахав, бидејќи не го поштеди него, бидејќи го поштеди него, твојот живот нема да биде поштеден. Со други зборови, бидејќи не беше послушен, и ги трпиш последиците од твојата непослушност. И додека го читав тој текст, си викам, ова е многу убава слика на гревот во нашите животи. Така, кога Бог не спасува, кога Бог ни дава нова природа, Бог ни вели, сакам да расчисти со гревот во твојот живот, кој да е во моментот. Некој пат, за жал, ние одлучуваме да со гревот да го правиме тоа што Ахав го направи со венадат. Нека седи. Не се справуваме, не го уништуваме тоа што потенцијално на крај ќе ни уништи нас. И така и со гревот, како што беше со Ахав и со венадат, ако не го уништиш гревот, гревот ќе ти уништи тебе. Бидејќи Ахав не го уништи и венадат, тоа беше една од причините поради која што Бог на крај го дисциплинираше царот. И после тие настани, кога Бог му се откри на Ахав, кога Бог му кажа на Ахав што бара од него, кога Ахав беше непослушен, се случуваат овие работи кои што ги читавме денес. Ахав го намерка лозито на Навутеј и му направи многу комшиски мовет. Така, отиде кај него и му рече, гледам дека имаш убаво лозје, ми треба мене да ми биде воштарник, дај, продај ми го лозјето или дај ќе се трампаме, кај сакаш на било кое друго место во Израел, ќе ти дадам јас тебе лозје. И звучи многу добра понуда, како многу добра понуда. Дури не му рече за толку пари ќе го откупам, току рече колку сметаш дека чини, кажи, јас ќе си платам, не е проблем. И Навутеј многу отсечно му вели да не даде Господ да ти го дадам наследството од предците мои. И вака на прво не изгледа баш како најкомшиски, како да е комшиски настроен Навутеј. Едноставно не вика, знаеш што царе, стварно те сваќам убаво, ама многу ми значи ова лозја, од предците мои ми е, не би да ти го дадам лозја. Туку едноставно скаја да не даде Господ, ја да ти го дадам ова лозја. Според Мојсеевиот закон, Навутеј постапува многу правилно. Знаете, на прв поглед изгледа дека е груб човек. Ама според Мојсеевиот закон, он постапува правилно. Бидејќи во Мојсеевиот закон, книга Левитска, 25 глава, 23 до 28 стих, Бог им забранува на израелците да го продаваат своето наследство. Со други збори, ако твоите предци ти оставиле нешто, тоа е за тебе, тоа е дадено од Бог на твоите предци и преку твоите предци Бог ти го дава тоа на тебе. И Бог буквално им забранува на израелците да го продаваат своето имање, да продаваат својата земја во тоа време. Единствен исклучок беше во тоа време страшна сиромаштија, каде што тој што ја поседува земјата стварно е веќе нема веќе пари, не може веќе да преживее, семејството му страда. Во такви услови беше дозволено да го продаде лозјето, ама според старозаветните закони, после 50 години му се враќа во негова собственост. Со други зборови, во Израел Бог така ја намести работата, што не може некој постојано само да се шири и после 300-400 години неговите предци да поседуваат пола земја. После 50 години се враќа на првиот собственик или пак на неговите наследници. И кога Ахав доаѓа кај Навутеј и му вели дај ми го твоето лозје, кога Навутеј вели не, он всушност се наоѓа Навутеј во таа ситуација
се наоѓа во ситуација кај што треба да одлучи дали да му биде послушен на царот со големо Ц, на Бог, или на царот со мало Ц. Дали ќе му бидам послушен на Бог, или ќе бидам послушен на луѓето. И ова е одлука со која што можеби секојдневно ќе се соочиме и самите ние. Можеби не во однос на продавање на лози или во однос на продавање на имот, ама сепак секој еден од нас секојдневно се соочува со таа одлука. Дали ќе му угодам на Бог или ќе му угодам на луѓето. Не секогаш овие се различни. Некој пат угодувајќи му на Бог, ќе му угодим и на луѓето. Така, има и таква ситуација. Ама има моменти кога треба да одлучиме, одиме по патот на светлината или одиме по патот на темнината. Одиме по тесниот пат или одиме по широкиот пат. Ќе му бидеме послушни на светиот или ќе му бидеме послушни на светот. И Јахав, Навутеј не е единствениот во Стариот Завет или воопшто во Библијата кој што се најде пред ваква одлука и цврсто одлучи да застане на Божјата страна. Сетете се на Јосиф. Кога Јосиф беше во Египет, сопругата на неговиот газда му го фрли огото и се обидуваше да спие со него. И кога Јосиф веќе официјално дозна дека таква е ситуацијата, рече да не даде Господ, јас да сгрешам против него и против мојот Господар. Со други зборови, он беше во ситуација кај што требаше да одлучи ќе му угодам на Бог или ќе угодам на оваа жена, која што ако го направеше тоа, можеби ќе имаше одредени придобивки. Ама он вели не, јас ќе му угодам на Бог бидејќи повеќе се isплати да му угодиш на Бог отколку да им угодиш на луѓето. Сетете се на Давид. Давид беше назначен за следниот цар на Израел, ама додека да официјално да стапи православна таа одлука што би се рекло Бог што донесе, Саул се уште беше цар. И кога Саул дозна дека Давид е неговиот наследник, веќе почувствува конкуренција од него и постојано го прогонуваше. Дојде момент во кој што буквално Саул спиеше и Давид беше тука до него, имаше копје до него. И во таа ситуација војсководецот на Давид му вели: "Дај да го убиеме Саул и да завршиме веќе со него." Ама Давид вели: "Да не даде Господ јас да направам такво нешто." Давид вели: "Знам дека тој е Божи помазаник и јас нема да се осудам да кренам рака врз него." Дојде во ситуација кај што имаше непријател и неговиот пријател му вели: "Дај да го решиме овој твојот непријател." И Давид вели: "Не, тоа ќе го оставам во Божите раце." Сетете се на Јован и Петар, кој ги уапсија во Новиот Завет, во Дела апостолски. И таму тие што беа старешините во тоа време, религиозните водачи, им велат, им забранија да го проповедат Евангелието. И Јован и Петар поставуваат многу едноставно прашање: дали е право вас да ве слушаме, а Господа не го слушаме? Често во животот ќе се најдеме во ситуација кај што ќе речеме: кого да слушам? Луѓето или Бог? Еден таков многу секојдневен пример за нас денеска е ситуација во која што гости ќе ти се најават во недела да ти дојат кај тебе дома. Ајде сабајле, ајде ќе отидеме некаде сабајле во неделата, мане неработен ден. Знаеш дека од една страна Бог те повикува на заедништво со неговиот народ, од друга страна си кажеш: "Абе ми се многу драги луѓе, многу ми се блиски, сакам да ги видам, што да правам во ситуацијава." Дали да го слушам Бог и да бидам со неговиот народ, или пак дај да им угодам на пријателите, па нема врска. Црква ќе ми следна недела. И стварно е така, црквата не бега никаде. Тука е црковната зграда, е таму каде што е, ама верувам дека правилниот пристап е: да, јас ќе го послушам Бог во однос на оваа ситуација, се разбира дека со пријателите ќе се видам, Бог не ми вика да бидам са некој кој што само во црква оди така. Си имам пријатели, ќе се видам со нив, ама ќе им откажам за малце понатаму. Има ситуација во која што некои луѓе кога ќе почнат да доаѓаат во евангелско-протестантски цркви, кога ќе почнат да стануваат дел од такви цркви, се соочуваат со притисок од своите ближни. Што е са, ти си станал секташ, ти си ја сменил верата и така натаму. И верувам дека ако не сите, некои од вас да се соочиле со тие притисоци. Кај оди сега таму? И во таква ситуација ќе бидеш во искушение да речеш: знаеш што? Ај да не се соочувам со сите овие притисоци, ај ќе му годам на луѓето да речем: не, една само бев, така чисто само да видам што се случува, ништо повеќе. Една од причините зошто јас на 8 или 9 години престанав да идам на часови кај тетка Сузе во Драчево, беше токму тоа.
Одам на детски час и одеднаш се доаѓа на тој детски час, доаѓа девојче што иде со мене во истиот клас. И следна недела јас слушам и Никола почнал да оди во таму кај што се собираат тие. И дете си викам, јас ова нема да го трпам. Како решението не се справува со проблемот, престанувам да идам детски часови. И тоа е тоа, завршена работа. Ама со ист притисок некогаш се соочуваат и возрастните. Кому ќе му годиме? На Бог или на луѓето? И патем кажам, кога ќе дојдеме во оваква ситуација, кај што тоа што Бог го сака и тоа што луѓето го сакаат е различно, па ќе кажам, не е секогаш различно, некогаш некој ќе рече, да се видиме, да направиме мове, да се видиме и да се подружиме, и не можеш да речеш, не можам тој да тугудам, јас дома ќе читам Библија. Можеби тоа е тоа што Бог сака да го направиш во моментот сега. Зависи од ситуација во ситуација. Ама кога се наоѓаме во ситуација кај што тоа што Бог го сака и тоа што луѓето го сакаат е различно, и кога ќе речеме на луѓето, извини, ама ова се моите приоритети, ова ми е најважно во моментот, како што Навутеј направи со Ахав, сигурно ќе се соочиме со разочарани и со тажни фаци. Во оваа ситуација Ахав се обесхрабри, се разочара. Зошто? Бидејќи никој му кажа не. И затоа некој пат овие одлуки се тешки, бидејќи знам дека ако му угодам на Бог, дека друг дека мојот ближен можеби ќе се навреди. Можеби нема веќе да ме гледа со исти очи. Ама наша одговорност не е реакцијата на другите луѓе. Твоја и моја одговорност е тоа што јас ќе го направам, и твоја и моја одговорност е или можност е да му угодиме на Бог. Како другиот ќе реагира на тоа? Не сум ја одговорен за тоа. Тоа е вон мојата контрола. Она врз кое што имаме контрола се нашите одлуки и нашите постапки. Се додека нашите одлуки и постапки се донесени во светло на Евангелието, може само да се молиме дека тие што се разочарале поради тоа и тие што се налутиле поради тоа, дека ќе сватат дека не е заради тоа што не ги сакаме, туку заради тоа што едноставно си имаме приоритети во моментот. Решението, значи имаме ситуација кај што Ахав го бара лозето на Навутеј, Навутеј му вели, не ти го давам тоа, од Господ ми е дадено преку предците мои. Он легнува да плаче, легнува да штрајкува со глад и доаѓа жена му која што го дава решението. И ако нешто научивме до сега е тоа дека ако Језавела дава решение, сигурно нема да е добро. Сигурно ќе води ко уште поголем хаос во таа ситуација. Таа доаѓа и го прашува Ахав, буквално го прашува зошто си збркан со духот. Зошто си збркан со духот? Интересно прашање, така? Очигледно дека на Ахав не му беше добро. Ако Језавела беше нормална и добра сопруга во тој момент, ќе му речеше, не се лигави. Не се лигави, не се однесувај како мало дете, стани, избриши ги солзите, не може да има се што ќе посакаш во животот. Не се во животот има цена. Наставно некој работи нема цена. Стани, иди, јади, и не се однесувај како мало дете. Језавела му рече, стани и јади, ама не затоа што не му рече стани јади бидејќи се однесуваш незрело, туку стани јади бидејќи јас ќе ти го решам проблемот. Јас ќе најдам решение за оваа ситуација. И еден познат коментатор на Библијата вели, преправајќи се дека го утешува, она всушност ја хранеше неговата лакомост. Не му рече не можеш да го имаш тоа лозие. Туку уживај на некој начин, ти можеш да имаш се што сакаш во животот и јас ќе ти помогнам да имаш се што сакаш во животот. И нејзиниот план беше едноставен и многу лукав. Да се најде Навутеј во ситуација во која што израелците ќе го каменуваат. Кога ќе биде убиен, тогаш Ахав ќе може да си го земе лозјето кое што го сака. И прочитавме во текстот, видовте што се случи, прати писмо до големците, до водачите во градот кај што живееше Навутеј, буквално им рече наместете го, дека он хулел на Бог, дека хулел на царот и врз основа на тоа едноставно убите го и тоа е тоа. Има неколку работи кои што мене барем ми излегува како поука од овој текст. Првата работа е дека за некој од вас, за повеќето од вас, за сите мислам дека е веќе завршено прашање, ама не значи дека нема примена, а тоа е дека како верници
ние треба да бидеме многу внимателни со кого стапуваме во брак. Една од причините зошто Ахав си навлече многу проблеми во својот живот, не само врз себе, туку и врз народот кој што Бог му даде да го води, беше затоа што се ожени со погрешна личност. Години претходно Бог преку Мојсей им кажа на израелците: кога ќе влезете во таа земја што ја давам, ќе најдете луѓе кои што веруваат сосема поинаку од вас, се поклонуваат на пагански богови, се однесуваат неморално и така натаму. Немојте да стапувате во брак со нив. Ахав не беше послушен на таа заповед. И бидејќи не беше послушен на таа заповед, си навлече многу проблеми. Вие кои што сте во брак со верник, треба да бидете премногу благодарни на Бог за тоа што е така. И во крајна смисла, во која насока ќе се движат нашите животи, во многу голема мера зависи од тоа со кого стапуваме во брак. Пак ќе речем, за вас, некој од вас може би ова прашање е решено, ама ако е решено ова прашање, барем советувајте следната генерација да внимава во однос на ова прашање. Бидејќи многу проблеми човек може да се навлече во зависност од тоа со кого стапува во брак. И Ахав е многу добар пример за тоа. Тоа е една работа. Ако Ахав си одбереше побожна, попаметна жена, немаше ни навотеј да биде убиен, немаше и многу од тие проблеми кои што беа во Израел во тоа време да се случат. Пример сушата. 3,5 години луѓе страдаа, покрај другото бидејќи Ахав не знаеше да избере жена како што треба. Бидејќи избра личност која што ги водеше до идолопоклонство. Второ нешто кое што патем кажам во однос на бракот е оние кои што се во брак, сите ние имаме одговорност во однос на нашите брачни сопружници. Кога доаѓаме во црква и кога стапуваме во брак пред црквата, ние покрај другото прифаќаме духовна одговорност за нашата за личноста со која што сме во брак. Дека да, кога ќе трне некој пат наопаку нешто во животот, јас ќе сум тука да ти кажам, ова не е во ред. Во љубов, со разбирање, на покроце начин ако треба, ама ова не е во ред. Наместо Језавела која што дојде кај Ахав и не го соочи со лакомоста во неговото срце, туку едноставно рече: уживај, ти си во право, сите други не се во право. Само ти си секој пат во право. И сето тоа водеше кон хаос. Ама приметете дека со оваа местенкава која што ма направија на новоте, Језавела го користи името на Бог. Или јас ке ти го решам проблемот, и кога пушти писма, им рече на тие големците, на тие водачите во градот кај што живееше на Воте, им рече: наместете го дека хулел на Бог и дека хулел на цар. Години наназад Језавела ги прогонува господовите пророци. Тоа го видовме и во времето на Илија и го видовме во неговиот разговор со Авдија, дека она ги прогонува господовите пророци. Не само што ги прогонуваше господовите пророци, очигледно е дека Језавела исто така го познаваше господовиот збор. И не секој што го познава господовиот збор е вистински верник, патем кажам. Бидејќи во Стариот Завет има два закони кои што тука ги имам запишано. Левитска 24 глава 16 стих, Бог вели дека ако некој хули на него, дека тоа треба да се казни со смрт. Очигледно Језавела го знаеше тоа. Значи, релативно добро ја владееше Библијата, ама ја владееше за своите лукави цели. Во Второ законие, 17 глава 6 и 7 стих, пишува дека пред некој да е обвинет за смртен греф, треба да има барем 2 или 3 сведоци, за да го потврдат тој греф. Значи, знаеше дека богохулието се казано со смрт и знаеше дека треба да има 2 или 3 сведоци. Го познава господовиот збор, ама сепак правеше зло. Знаете како велат? И сатаната ја познава Библијата, ама сепак е сатана. Далеку од тоа дека Библијата не е важна да ја познава. Не е тоа нарвочението од оваа ситуација. Ама поинтата е дека џабе ни е тоа познавање на Библијата ако не води кон покаяние и ако не води кон промена. Ако не води кон тоа нашите животи да ги сообразиме со тоа што го пишува овдека. Бидејќи буквално и сатаната му цитираше Библијата на Христос во пустината. Пишано е вака. Убаво е да цитираме Свето писмо, ама уште подобро е со нашите животи
да го живееме. Каква е ползата да познавам стихови од Библијата, очигледно Езавела ги знаеше, ако тоа не ми помага да го сакам ближниот повеќе? Нема полза, има само повеќе одговорност. Тие што знаат повеќе од Библијата, тие имаат поголема одговорност да ја живеат Библијата. Не река тие што не ја познаваат, нема. Сите еден ден ќе се застанеме пред Божиот суд и секој ќе се добие како што живеал. Ама ако знаеш повеќе, тоа е библиски принцип. Тој што знае повеќе, од него ќе се бара повеќе. Друга работа важна во овој текст кој што гледаме овдека е дека Божиот збор или ќе го користиме онака како што Бог наумил да го користиме, или ќе се го користиме за своја полза. А можно е човек повторно да познава Библијата и да се ја користи само за своја полза. Бидејќи Бог ни го дал неговиот збор да биде огледало. Тоа вели Јаков во неговото послание. Тоа е огледало. Кога ќе застанеш пред Божиот збор, ти кажува каков си. Ти кажува каква си, без да ти ласка, без да ти прави лице. Искрено, директно. Бог ни го дал неговиот збор да ни покаже какви сме, ама Бог ни го дал неговиот збор да ни покаже и какви можеме да бидеме, доколку сме послушни, доколку му дозволиме на Бог да действува во нашите срца. Некогаш ќе бидеме во искушение Господовиот збор да не го користиме за да се поправиме, туку Господовиот збор да го користиме само да си потврдиме нешто што сакаме да биде вистина во моментот. И тоа е многу сериозна ситуација, бидејќи за жал има ситуација во која што луѓе го користат Божиот збор за да ги оправдаат своите грешни желби. Ако една личност доволно го познава Божиот збор и е доволно лукава, ако може така да кажам, буквално секое однесување ќе може да се го оправда со Библијата. Буквално секое однесување. Само треба да бидеш треба личност да биде доволно лукава за да го изврти Божиот збор да си служи на своите потреби. И трета работа која што ми е интересна е за поука за нас, верувам, од овој текст, е дека селективното прифаќање на Божиот збор е многу сериозна ситуација, која што ќе води кон грев сигурно. Селективно прифаќање од перспектива на во Библијата ова многу ми се допаѓа и ова сакам да го применувам, ова ми одговара, ама овие други работи кои што не ми се допаѓаат толку многу, едноставно само ќе замижам на нив и ќе се преправам дека воопшто не се таму. Бидејќи Језавела мести ситуација за Навутеј да биде убиен врз основа на два дела од писмото, притоа замижувајќи на не посакувај туѓо. Тоа е селективно прифаќање. Ова не посакувај туѓо, нешто не ми се допаѓа баш. Ама овие други работи ми се допаѓаат. Ќе го земам тоа што ми се допаѓа, ова што ми се допаѓа, тргни го на страна. И ние денеска ќе бидеме во искушение некој пат така да му пристапиме на Светото писмо. И верувам, јас лично ќе ви кажам дека некој пат сум поткликнал на тоа искушение. Тоа што не се допаѓа, не викаш ова не е Божи збор. Току едноставно се обидуваш да го трнеш некаде од мисле, таму позади да биде и да го прифати само тоа што тебе ти се допаѓа во моментот. И од цела оваа ситуација, знаете, кога го гледаме Стариот Завет, верувам дека е многу важно да го гледаме од перспектива на Христос. Бидејќи целиот Стар Завет укажува на, знаете како велат, Стариот Завет гледа према Христос, а Новиот Завет гледа назад кон Христос. Значи, ама тој е центарот на се што се случува во Светото писмо. И во Стариот Завет од време на време ќе видите во тие некои поголеми настанни случки и стихови како тие се еден вид на предслика на Христос или укажуваат, барем во одредени аспекти, на неговото раѓање, на неговата смрт, начинот на кој што бил предаден, на неговото воскресение и така натаму. И овој случај со Навутеј повторно не е совршена предслика, ама е предслика на Христос. Во неговиот случај, ова што се случува тука, гледаме како он сето го укажува на одредени аспекти од Христовиот живот, од неговата смрт која што се случи на Голгота. И ќе ви кажам зошто. Затоа што Навутеј беше далеку од безгрешен, ама во оваа ситуација беше невин. Не заслужи смрт. И од таа гледна точка Навутеј во на одредена смисла може би е предслика на Христос, бидејќи Христос не заслужи смрт, ама сепак беше убиен. Навутеј не заслужи смрт, ама сепак беше убиен.
Второ, и Навутеј и Христос пострадаа од рацете на религиозните водачи. Во тоа време Језавела пиша на религиозните водачи, на тие што беа старешини, главни, големци таму, еве што треба вие да направите. Христос кога дојде, религиозните водачи беа тие што го обвинија. Трета работа во која што се исти или слични е дека и двајцата беа обвинети дека хулат и на Бог и на царот. Едно од главните обвиненија за Христос беше овој хули на Бога. И кога во тоа време водачите им рекоа на фарисеите, тоа е ваша работа, вие евреите ќе се решите како што треба, рекоа, ама он хули на царот, а ние имаме само еден цар, не сме он да хули на него. И четврта работа во која што се исти е дека двајцата беа изнесени надвор од градот и двајцата беа убиени надвор од градот. Сега, се разбира дека има и разлики. Христос воскресна, Навутеј не воскресна. Со вера во Христос ние добиваме вечен живот, добиваме спасение. Истото се разбира дека не важи за Навутеј, ама мене ми е навистина интересно како Бог направил години, скоро еден век, не еден, скоро 10 века пред да дојде Христос, ни дал некој ваков настан, и тој настан е запишан во Светото писмо, и на некој начин ни укажува, барем на некој начин некоја сенка на тоа што треба да дојде. А тоа е самиот Христос. И верувам дека ова е уште еден доказ дека Христос, како некој рекол дека Христос е на секоја страна од Стариот Завет. Не знам баш дали тоа буквално е така, ама поентот е дека многу често ќе најдете настани, ќе најдете стихови, ќе најдете аспекти кои што укажуваат на тоа што се случи со него. И оваа случка, која што читавме денеска, од 21 глава, 1 до 16 стих, започна со прекршување на 10-та Божја заповед. Не посакувај туѓо. Заврши со прекршување на не го изговарај Божјото име напразно, заврши со прекршување на лажно сведочење, не лажи, заврши со прекршување на не убивај и заврши со прекршување на не кради. И тоа е многу добар доказ. Ова е многу сликовит опис за тоа што гревот може да направи во нашите животи ако не му пристапиме на време и ако не му пристапиме на богоугоден начин да се решиме од него. Кога Каин сакаше да го убие својот брат, Бог му рече, зошто се лути, зошто ти е намртено лицето такво ти е? И му рече, гревот ти стои пред вратата и ти можеш да го надвладееш. Гревот стоеше пред вратата на Ахав, он само ја отвори и рече, појдам, влези. Се што е моје, твое, влези и поради тоа заврши вака ситуацијата. Ама за нас денеска, ако имаме некој грев кој што не стои над вратата, пред вратата, верувам дека може да го надвладееме со Божја помош. Верувам дека може да речеме, Господе, еве што е тоа што стои пред мојата врата, еве што е тоа што тропа пред мојата врата, те молам, помогни ми да се справам со оваа ситуација. Но во таа борба со гревот, да бидеме свесни дека и другите имаат одговорност да помогнат, или ако гледаме дека некој друг се бори со гревот, ние имаме одговорност да помогнеме. Језавела можеше да го олесни товарот на Ахав, ако беше паметна, ако беше мудра жена. Ама она на некој начин му рече, ти си добар, ти си супер, ти ќе го добиеш тоа што сакаш да го добиеш. Ние сме повикани во љубов на ближните да им кажеме, ова не е во ред. Ако нешто не е во ред, се разбира. И ако научиме да кажеме ова не е во ред, ние всушност вистински ќе сакаме. Некој пат, за жал, сме во искушение да веруваме дека вистинска љубов е да му речеш на ближниот, супер си, само напред терај. Не е тоа љубов. Љубов не е да те гледам дека одиш кон провалија ти речам, само терај, трчај дури. Не оди, трчај натаму. Љубов е да речам, врати се назад. И ако научиме да го правиме тоа, ќе научиме да сакаме вистински. Ако си имаме пријатели или брачни сопружници во животот, кои што знаат да ни го кажат тоа, ние сме премногу благословени од Бог и треба да бидеме благодарни за тоа.